Почитувани жители на општина Росуман. Росуман овие 4 години со оваа досегашна заспана локална власт наликуваше на се, но на општина не. Жителите на општина Росуман чувствуваа како да не постои општина Росуман. Мрзливоста и закотвеноста овие 4 години на досегашната локална администрација и градоначалникот во неговата удобна фотелја, кој освен произведување на фамилиарни решенија и вработување на негови блиски членови во семејството и најблиските соработници, наједноставно го осликува поимот непотизам во општина Росуман. Откако постои општина Росуман во овие 4 години, важи за најнефункционална и најнетранспарентна општина во Република Македонија. Зашто ќе зборуваме многу повеќе во периодот кој што предстои, но затоа ние со нашите проекти кои ги имаме во програмата со деноночно работење заедно со жителите на Росуман и околните населени места, ќе се потрудиме и ветуваме дека Росуман заслужува подобро. Росуман има капацитет да биде една од поубавите општини во Република Македонија. Сакам на кратко да издвојам барем неколку клучни проекти од нашата програма кои се многу важни за Росуман и околните населени места. Изградба на базен за вода и решавање на деценискиот проблем на општината околу водоснабдувањето. Прашање кое во 21 век воопшто не треба да го ставиме како тема на разговор и одамна требаше да биде решено, но за нас тоа ќе биде најважен и еден од најприоритетните проекти. Изградба на атмосферска канализација, реконструкција на тротоари и улици во општина Росуман. Улиците Пролетерска, Никола Карев, Гоце Делчев, Илинденска, Пере Тошев, Стерена Сторовски, Цанда Кузманов, Партизанска, Страшо Пинџур, 11 октомври и реконструкција на улици и тротоари и проширување на локални патишта кои што водат до село Манастирец, село Сирково, село Паликура, село Трстеник, село Камендол, село Рибарци, село Дебриште, село Мрзен. И на многу локации во општината кај што ќе биде потребно. Изградба на пешачка и велосипедска патека со комплетно осветлување и места за одмор и рекреација под чинието на Црна река. Изградба на мини трговски центар во Росуман и мини парк во централното подрачје во Росуман на местото викано Плочата. И уште многу други проекти кои ќе ги презентираме во наредниот период, а за кои ќе се бориме заедно со жителите на општина Росуман и сите да бидат реализирани. Да, заедно со жителите на општина Росуман, затоа што тие се моторот на општината кој што ја води напред. Затоа што ние постоиме за да ги сервисираме проблемите на жителите на општина Росуман. Затоа што заслужуваат многу подобра општина и локална власт од оваа заспана и 4 години нефункционална власт во Росуман.